овдека во студиото со мене е господинот Дарко Булдиовски, еден од нашите најпознати, да кажем, експерти за дигиталниот свет околу нас и така натаму, иако извршен директор на New Media МК, агенција која што се занимава и со маркетинг, и со проучување, и со анализа на се она што се случува по, да кажем, во светот на комуникациите дигитални. Дарко, добро утро. Добро утро. Дарко, јас кога се слушнавме, сакав да во принцип да поразговараме за две теми. Но еве првата е ова што се случува со бивши Facebook, сега се вика тоа нели Мета и така натаму, и ова првпат забележување на паѓање на претплатници и драматично, сега додуше драматично, таму изгубиле 20 милиарди долари, тоа валда мува ги полазила, бидејќи не знам колку трилиони имаат и така натаму, но сепак кој е трендот, има ли Цукерберг причина да биде загрижен? Добро, ајде вака на почеток. Значи, прво, Facebook компанијата, во рамки на која што има многу повеќе различни сервиси и оддели, еден од нив е самиот сервис Facebook, всушност се преименуваше, затоа што многу често нели и во јавноста Facebook беше напаѓан, создаден некаков имидж негативен и слично. Нормално дека самиот сервис како сервис Facebook се уште е број 1 во тој конгломерат, меѓутоа има надолен тренд, баш како што рече ти. И делумно заради таа PR стратегија, делумно заради тоа да се оттргне фокусот од големиот Facebook и да се прифати нели фактот дека има еден куп други работи за кои што самата компанија сака да се фокусира. И затоа тие го сменија своето име во Мета, односно како што пред неколку години Google ја направи својата чадор компанија, односно некаков си таму корпорација, што се вика Alphabet. Така сега Facebook си го направи својот Мета, односно се реименуваше. На кратка стаза не им се покаже како многу успешно реименува. Не може да биде успешно или неуспешно. Значи ова е само една долгорочна стратегија која што има за цел да го оттркне фокусот од Facebook како сервис, како единствен сервис или главен сервис, а да даде многу повеќе внимание на она што Цукерберг и неговите вработени сакаат да го работат и да се развиваат во иднина. Значи тие сега силно сакаат да удрат на метаверс, односно нели таа да речеме таа проширена друга реалност, која што толку години се зборува преку AR, односно augmented reality, проширената реалност, преку VR, виртуелната реалност и така натаму, што едноставно тие толку многу различни обиди има, толку многу различни компании, сектори внатре и брендови, кои што долго време работат, а се некако под сенка на големиот Facebook. Има проблеми со Facebook, Facebook станува се повеќе мрежа за старци, па се да, дефинитивно, тоа не е нов тренд. Значи Facebook е мрежа за старци веќе со години. Значи тоа е забележлив тренд со веќе 4-5 години и повеќе наназад, особено со подемот на таа така наречена cancel култура, која што и така изразена кај помладите. Значи кога се појави Instagram, кога Facebook го купи Instagram, кога почна да се појавуваат повеќе млади таму, да првата мрежа и главна мрежа да им биде Instagram, сега постоа се појави TikTok и така натаму, Facebook со години веќе бележи таков тип на надолен тренд. Меѓутоа Facebook не е едно цело големо кој што може да го анализираме како едно цело големо. Значи Facebook е присутен на многу пазари и секој пазар си има своји карактеристики. Значи ви имате ситуација во која што главните пазари кои што им носат најмногу пари го имаат сериозно тој тренд надолен. Меѓутоа имате пазари каде што младите не се на Facebook, меѓутоа Facebook ни одалеку е дека стагнира или паѓа. Сакам да те прашам директно, бидејќи ова се дебати кои што се разбира, се водат на милион начини и на многу платформи, кои неколку пати ние сме ги довели. Колку сме далеко од регулација на интернетот, особено на овие социјални мрежи, по твоја проценка? Да, регулација премногу... Притисокот е жесток, сите се бунат, дури компаниите прифаќаат да има нешто. Значи регулација има, особено значи во помала или поголема мера во различни држави, на различни предели од државата, од светот, има регулација за ваквите сервиси и се тие држат одговорни во некоја ситуација. Ние сме во фаза во која што се надпреваруваат легислативата, односно државните инструменти и големите компании, големите технолошки компании како да го дефинираат тој тек и тој развој. Регулации во различни пазари на различни сегменти има. Значи GDPR-от, Калифорнија актот и така натаму се актови кои што и текако наметнуваат некаков тип на но тие се се уште, како да кажам, во домашни јурисдикции. Нема меѓународни, да кажам, стандарди кои што би биле наметнати
како стандарди? Нема кој да ги наметне. Значи, може законска да се регулатива договорат. некој да наметне за повеќе. Па Значи, местото самите е компании- Обединените нации, местото каде што обично така се регулираат, тој вид на глобални процеси и така натаму, ама таму со години не може да се договорат, се разбира. Значи личните интереси и да речеме помалите, условно речено помалите интереси на ниво на држава, на ниво на региони, на ниво на Европска унија како заедница и така натаму, се далеку поинтересни и поважни за регулација, затоа што во исто време вие немате еднаков тип на развој на општеството во, не знам, некоја западноевропска земја со некоја да речеме источноазиска или азиска земја. Зачестеноста и употребата на самите целевните сервиси не е идентична. Реперкусиите што ги имаат сервисите не се идентични. Така да и нивото на борба на речеме општествено ниво за заштита на своите граѓани кај сите овие држави е различно. Дојдовме до нивото на борба. Не можеме да не поминам на следното прашање кој што е тесно врзано со ова. Кризата во Украина нас многу не допира како европјани, бидејќи, а и целиот свет мислам дека е сконцентриран околу тоа, бидејќи за прв пат се јави можност и таа се уште е неизвестно како ќе заврши, да има војна голема на континентот европски, кој што 70 и повеќе години живее во мир, што е еден историски преседан. Таа војна од она што се случува физички по границите, од пред, да кажам, некој месец, жестоко се распламса на овој виртуелен свет, бидејќи се претвори во една пропагандна војна и вие денеска и едната и другата страна онака баш жестоко се расправат. Вчера гледав еден прилог на CNN, за кој русите тврдат дека е екстензија на пропагандата против Русија и така натаму, каде што ги анализира последните снимки кои што некаков водач на тие оцепените подрачи и така ги ставил на својот Facebook за почеток на селењето на луѓето, цивилите носење во и така натаму. При анализа на метаподатоците, метадатата на ова, се гледа дека снимките не се направени тој ден, туку автентични, туку се правени претходно и така натаму. Значи, докаде отиде тој свет, да веќе е тешко и таа пропаганда да ја правите, бидејќи се алатките многу комплексни за откривање и на одредени подметнувања. Значи, медиумите години назад, не е тоа ништо ново, се користат за разни пропаганди. Значи, ние во часовите и во предавањата кај што зборуваме за медиумска писменост и за критичко размислување, во основа покажуваме снимки од CNN кои што стојат на тераса со грин скрин и кои што прикажуваат нереални снимки на борби позади што од времето на Ирак и така натаму. Така да тоа не е ништо ново. И разликата е тука што нели ако порано ние бевме ограничени или да речеме неутралните или помалку засегнатите беа ограничени до тоа да стигнат до одреден тип на информација, до одредени медиуми, денеска е екстремно многу полесно да стигнеш до различните страни. Значи, благодарение прво се демократизираше на известен начин пропагандата и сето тоа. Сега веќе секој се засели пропагандата за да стигне до полесно до поголем број луѓе. Значи, сите оние иницијативи на спонзорирање, односно финансиско помагање на огромни национални медиуми или медиуми кои што имаат национален интерес, дали се тоа руски, дали се тоа европски, дали се тоа, не знам, американски и така натаму, денеска е на едно следно ниво. Разликата тука е дека да, во ред, ние веќе научивме или да речеме поголем до од нас научи дека немаш така слепо да му веруваш нити на CNN, нити на не знам кој да е друг. Нити на Russia Today. Или на Russia Today, апсолутно, да. Меѓутоа целата приказка е што стана многу потешко да го навигираш тоа во дигиталниот свет. Значи, се појавуваат нови медиуми, нови брендови, нови содржини, каде што ние не трошиме време да анализираме кој е изворот на информацијата, кој е интересот на тој што испраќа информација. Значи, едноставно, забрзаната комуникација, социјалните медиуми кои што ни сервираат онака кратки клипови измонтирани онака баш совршено за соодветниот канал, всушност не ставаат во позиција да многу лесно ги голтаме тие работи, да многу информации на дневно ниво примаме и многу ретко застануваме и кажеме аха, чекај, Russia Today, кој стои позади Russia Today? Каква е историјата? Значи, зошто они го прават ова? Чекај, CNN, да видиме кој е нивниот интерес, зошто е таа приказка? Значи, секој пат имало пропаганда. Разликата е што ако во минатото сме били изложени на една страна на пропаганда, денеска сме на 10 различни страни на пропаганда изложени и имаме бомбардирање од информации кои што не става во уште поподредена позиција да можеме да развиеме капацитет личен за да можеме да ги
да ги расудиме тие работи побрзо. За крај, за да го затвориме овој разговор, ти го гледав и разговорот со директорката извршна техничка на А1 околу 5G технологијата, а минатата недела и Телеком промовираше своја 5G мрежа во Македонија и така. Во светот се големи проблемите со 5G мрежата, со 5G, бидејќи се испостави дека е таа прескапа инвестиција за да може да исплати, дека практично ништо суштински не значи за поединечните корисници, дека е повеќе за бизниси можеби намената и така натаму. Се испостави дека огромните инвестиции, особено во Кина, не можат да се доисплатат, па дури и лажни податоци за претплатници, таму ги наголемија за 100-150 милиони и така натаму. Што е реалноста со 5G? Мислам, ја ги гледам интересиве на Телеком, на еден и така, оде сака да продат се, ама во суштина, каде е перспективата до тој? Значи, ниедна технологија не може да ги оправда своите инвестиции за 2 години. Значи, ниедна нова технологија така круцијална, така голема како што е 5G, не може да ги оправда своите инвестиции за 2 години. Не може ни за 5 години да ги оправда. 5G е во суштина технологија која што долго време беше онака како упориште на пак различни пропаганди, затоа што кинезите многу побрзо ја развија таа технологија и мораше да бидат стопирани на некој начин да не пенетрира таа технологија нивна во останатиот западен свет. Затоа имавме толку многу и конспиративни теории, толку многу ука-бука, за денеска секој американски телеком оператор што ќе го видите на било која реклама на нивна програма, всушност се промовира со 5G и никој апсолутно нема никаков проблем. Тие направија веќе и алијанса америчко-европска за 6G, ако не се лажам. Значи, борбата за нова технологија е тука, секогаш достапна. Предноста на 5G толкму така е во бизнис употребата негова. Меѓутоа, не толку многу за крајните корисници како директни бенефитори, корисници, туку од аспект на тоа дека всушност технологијата ќе донесе да ние уживаме многу подобра услуга од други сервиси. Значи, од компании или државни органи или медицински установи и така натаму, кои што ќе ни премостат огромни јазови кои што денеска не може да ги премостиме заради одреден тип на технолошки пречки. Така да, како ќе се развива таа автоматизација на автомобили, значи сите тие работи кои што се реално далеку за нас. Меѓутоа, операции на дистанца, во живо е вакви емисии со линкови, со чуда врагови, значи тие работи значително многу ќе бидат подостапни, по-reliable, не знам, се уште не сум нашол добар македонски збор, податни. Податливи. Да, податливи, на кои што ќе може да се потпреме во име. Дарко Будулевски, благодарам многу, баш и така замислував дека ќе биде да скокаме од теми на теми, ама убаво да ги зафатиме сите овие битни. Пак ќе се видиме, Дарко. Јас до душе ти го следам и блогот за овие што не знаат, да ги поканувам. И така имаш и подкасти, и си еден од оние кои што баш упорно и секојдневно ги следиш овие трендови во новиве технологии. Благодарам уште еднаш.